Темава за вечерва, како што може да прочитаме заедно, гласи однесувајте се одговорно. Ке видиме што и како Библијата не повикува да се однесуваме одговорно во нашиот христијански живот. На почетокот би сакал да ве запознам со една личност која можеби непозната е за нас, бидејќи веќе не е жива, но неговиот живот ќе допринесе, односно ќе ни покаже како човекот кој не се однесува одговорно во својот живот може да заврши катастрофално. Токму ова момче од успех до самоубиство. Овој човекот по име Курт Кобијан, американац кој бил пејач на една легендарна група која се викала Нирвана. Тој бил пример и гласноговорник на една цела генерација, така наречена генерација 10 или X. Всушност, како што спомнав, пејач на групата Нирвана. Подосна ќе спомнам кога ја основал таа група со своите пријатели, со своите колеги. Бил пример, многу млади гледале во него. Едноставно го имитирале како тој пел, како тој се однесувал, што јадел, кај се движел и привлекувал големо внимание на голем број на луѓе, на млади. Меѓутоа, се самоубил 1994 година. Но ајде да видиме што претходило пред да посегне по својот живот. Бидејќи бил интересна личност, бил популарен, дошол на насловните страници на многу списанија и многу млади луѓе го следеле. Ја напушта школата 20 февруари 1967 година. Сега може да го следиме редоследот на неговите случувања и што придонело тој да посегне по својот живот. Развод на родителите, бил кобен, бил растргнат помеѓу родителите мајка и татко. Не знал како да се снајде. Имал само 8 години. Доживел самоубиство на двајца Вујковци во својата рана младост, кратко пред неговото дипломирање. 1988 година ја основа групата Нирвана. Во февруари 1922 година Курт Кобијан се жени. Запознава една млада, убава девојка. Од таа врска се раѓа ќерка Францес. Во меѓувреме, Славата, кога почнал да му расте, доживува психички проблеми во својот живот. Меѓутоа, само да го спомнам овде наслов пред да поминеме на следниот слайд. Основал, односно издал албум, работен наслов "Јас се мразам себе и сакам да умрам". Тоа го тиштело, почитувани. Тоа го мачело и тој преку песни тоа го искажувал. 1993 година. Спомнав дека кога се оженил, се раѓа девојче по име Францис. Меѓутоа, како славата растела, растели проблемите кај него. Едноставно не можел да се контролира. И претежно младите, кога се во некоја депресија, зашто посегнуваат? За дрога. И тој, како популарна личност, дрогата му била на дофат на неговите раце. И така животот понатаму продолжил. Почнал да размислува за самоубиство. Тоа размислување тој го преточил преку песните кои ги пеал, кај што доаѓале многу голем број на млади деца, на млади луѓе. 3 март 1994 година пробал да се самоубие. Меѓутоа колегите го спасиле, го однеле во болница и таму не останал долго. Избегал, едноставно успел да избега од болницата. Почнал да зема прекомерно дрога и на крајот пукал со сачмарка, со пушка во својата уста. 14 април 1994 година неговото тело било запалено. Едноставно тој се самоубил. Кога поминал кратко време во клиниката, спомнав дека побегнал во Лос Анџелес, таму бил во болницата, кога побегнал, зел големо количество на дрога за да ги заборави сите маки. Иако, ние би рекле, млад човек, популарен на насловните страници на висниците, голем број на млади го следеле, сепак тој внатре, во душата бил неисполнет, бил празен. Всушност, ова момче, почитувани, бил неодговорен за својот живот и за
околината во која се движел и живеел. И затоа на крајот, на жалост, посегнал по својот живот. Властите не го признаваат местото на неговиот гроб. Интересно, гаражата во која Курт Кобијан се самоубил била срушена. И ден денес не се знае што е со него. Меѓутоа, знаеме дека повеќе не е жив. Сега сакам уште еден пример да спомнам пред да поминеме и да малце навлеземе подлабоко во вечерашната тема за еден настан кој 2002 година го потресе западниот свет, посебно Германија. Градот Ерфурт. Дали сте слушнали за тој град? Сигурно не сте слушнали. Меѓутоа, ако отворите интернет, ако отворите весниците кои во тоа време известува, ќе најдете овој извештај. Гутенберг гимназија во Ерфурт, Германија, 26 април 2002 година. Што се случило, почитувани, тогаш? Овде имам извештај, вели масакар во Ерфурт, односно Ерфурт. Тоа е гимназија кај што млади луѓе се школувале. Едно момче по име Роберт Штајнхојзер убил 17 луѓе. И на крајот посегнал по својот живот. Всушност, за што станува збор? Ова момче од 19 години, ученик токму во ова гимназија, бил незадоволен затоа што бил исфрлен од училиштето како непримерен ученик. Всушност, тој каснел на многу часови и на крајот добил негативно поведение. Но сакал наставникот, односно професорот кој го водел, да добие оправдание. И тој донел оправдание, донел еден лист како потврда дека бил болен, но тоа бил фалсификат, лажел. И така на крајот советот наставнички на факултетот, односно во таа гимназија, донел одлука тој да биде отстранет од училиште. И за него представувало опасност, ако нема диплома, не може никаде да се вработи. И сакал да се освети на наставниците. И затоа зел пушка, зел пиштол со санжери, полно со муниција и зел униформа како спортист. Го знаели сите, лесно влегол низ вратата во тоа училиште. Ево е таа школа, тоа училиште. Лесно влегол. Отишол во тоалетот, се преоблечил, ставил маска и вооружен, што би се рекло, до заби. Овој масакар се случил во последните испити, кога многу млади требало во Германија да дипломираат. Позната ви ова слика, во Берлине. Млади доаѓаат, шетаат. Меѓутоа, тој сакал да се освети на професорите. И така, во 10:45 предпладне, на 26 април, без маска, бил препознаен, но никој не обрекал внимание дека тој такво нешто ќе направи. Влегол во тоалетот, се пресоблекол и според полицијата која подосна го реконструирала тој настан, ставил црна маска. Се облекол во јакна, имал ранец на грбот со муниција. Тука му биле личните документи и се оставил во тоалетот. Само со него зел пушка и пиштол. И тргнал спрат по спрат. Го напушил тоалетот и се упатил директно во секретаријатот на школото, на училиштето. Првата жртва била заменик на директорот и секретарката. Двајца убил во прв поглед. Во соседната просторија била директорката, но тој не ја приметил дека е внатре. Не сакал да убива колеги и колешки. Сакал да се освети на професорите. Вооружен со пушки со пиштол, почнал да ги отвара вратите на канцелариите. После, кога го напуштил тој спрат, се качил погоре. Тука сретнал еден наставник и во него испалил повеќе куршуми. Се качил на вториот спрат. Пошлал сите наставници кои ги среќавал, ги убивал. Секако влегол и во училницата 105. Таму имало многу деца, многу негови колеги. Таму била и наставничката, бидејќи била мал раст, тој не ја приметил дека е постара од останатите, мислел дека е учителка, односно дека е ученичка. Така да таа жена се спасила. Пошел да ги отвара останатите училници, да бара професори и да ги убие. И навистина успел, на жалост, да убие 15 наставници, директори, заменици,
Но две деца, негови колеги, случайно ги убил. Во смисъл, тие сакале да му го одземат пиштолот, но тој се бранил и ги убил. И така на враќање го среќава, веќе пушката му заглавила, не можел понатаму да пука, го среќа главниот директор. И тој знаел што го чека смрт. Меѓутоа, бидејќи му заглавила пушката, а во пиштолот имал само еден куршум, почна да разговара и директорот рекол: ајде, дојди во канцеларија, Роберт, за видиме што се случува. И така додека разговарал, еден од учителите, наставниците повикал полиција и брзо. Ова се случувало за 20 минути. Само за 20 минути. И додека тој разговарал, веќе полицијата дошла и Роберт немал каде. Пиштолот и се самоубил. Многу луѓе се прашувале што е тоа, што се случува, зошто овој млад човек посегнал по животот на овие наставници. Ова е, значи, влезната врата. Тука се собрале многу луѓе, зашто страдале 17 невини жртви, и на крајот тој си го одзел животот. Почитувани, се прашуваме ние, ајде да прочитаме како разговарале, што размислувале наставници, професори подосна од овој настан, каква поука извлекле. Еве овде се неколку лица спомнуваат, вели ништо не го оправдува едно такво дело. Никакво предупредување од страна на училиштето не укажувало дека постои омраза во однос кон професорите. Никој тоа не го приметил, дека тоа момче одгледува омраза кон професорите. Во последно време се повеќе се случувале такви лоши работи. Луѓето се мразат едни со други и се убиваат едни со други. Се повеќе се губи односот кон реалноста и вредноста на човечкиот живот. Правилно вреднување на човечкиот живот е многу поважно од порано. И овде новинарите копале од историјата на ова момче, знаете што пронашло? Вели, при крајот на 2000 година Роберт станал член на стрелачко здружение и вежбал пукање. И добил дозвола да легално купи оружје, иако и таа е фалсификувал. Но сепак добил, условно кажано, легално оружје. Купил и муниција и додатна опрема. Подаците внесени во неговата дозвола за носење оружје, како и целиот процес како се добива оружје во Германија, сепак не биле во склоп со германските закони. И гледате, тој се приготувал уште порано да едноставно се одмазди. Ајде да прочитаме следнава изјава. Тоа е, значи, во Гутенберг гимназија во градот Ерфурт. Овој настан во Ерфурт сите не потресе. Во каков свет ние живееме? Насилство и терор го одредуваат нашиот однос еден со друг. Зошто не можеме да живееме во слобода и во љубов еден со друг? Тоа е всушност нешто најубаво што може да се направи. Ова момче воопшто не знаело што прави. Тој бил полнолетен, но читајте заедно со мене што пише овде. Што немал тој? Но не пораснал во главата. Физички може би бил развиен, но во главата, во психиката бил ограничен. Незрел. Тоа е нешто сосема друго. И уште една изјава. Тоа е страшно што воопшто се случило. Изгледа ке треба на влезната врата на училиштето да се постават метални детектори како во Америка, да би се такви настани спречиле. Освен тоа, јас мислам дека и законот за носење на оружје мора да се заостри, а исто така и порачката преку интернет мора повеќе да се контролира. Почитувани, овие два примери беа само вовед на ова што ќе следи вечерва. Како е нашиот однос? Односно, какво е нашето однесување? Дали сме одговорни ние во нашиот живот? Во каков свет ние живееме? Мора ли да се плашиме еден од друг? Зошто се плашиме кога сега ќе си отидеме дома, ноќе? Големи или мали градови, секаде истиот ѓавол. Какви станале нашите меѓучовечки односи денеска? Знаете, и во Македонија се случија неколку убиства во судовите, и сега има детектори, како се викат оние апарати, кај што се поминува, зашто страда и суди, и обични граѓани, и сите сме во некој страв. Во каков свет ние живееме? Всушност, докога ќе гледаме вакви слики, уплакани мајки, разрушени згради,
разрушени куќи, до кога? До кога терористите ќе владеат со овој свет? До кога ќе има наши деца затворени, врзани? До кога краци ќе ги посетуваат нашите домови? Секако, постојат многу причини. Ние како христијани знаеме дека главна причина е гревот и подосна ќе видиме како дошло до гревот. Меѓутоа, денеска дрогата е број 1 и овде, во малите или во поголемите градови. Може второ да кажеме алкохол. 50% од сите прекршоци се со смртни последици. Човек кој пие, а вози, едноставно нема контрола над себе, нема контрола над своите рефлекси и над својот ум. Ке направи таква глупост, што подосна кој ќе се отрезне, се кае, но ништо не вреди. Но Библијата е многу транспарентна. Библијата е многу јасна и еве што вели. А ова знај го, во последните денови. Кога ќе се случува тоа? Во последните денови. Ќе настанат тешки времења, зашто луѓето ќе бидат саможиви, сребролюбци, самофалци, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, несвети, без природна љубов, вештачко. Не само што постои вештачко цвеќе, постои вештачки луѓе, условно кажано. Вештачко, непомирливи, клеветници, невоздржани, жестоки, непријатели на доброто, предавници, избувливи, надоени, повеќе сластолюбиви, а не боголюбиви, кои имаат изглед на побожност. Беше Великден овие денови. Многу луѓе ги наполнија храмовите, сега се празни. Имаат надворешна побожност. Но кога ќе ги запрашаме што вреди, зошто тоа се случува, зошто тоа се прави, ја познавате ли Библијата? Луѓето немаат поима, на жалост. Мала група на луѓе може би имаат некои сознанија. И затоа Библијата вели, отстранувај се од таквите. Секој има своја представа за она што е право и морално. Кој си ти да ме судиш? Кој си ти да ми кажеш како треба да живеам? Тоа е парола на оваа генерација, на овој постмодернистички свет, почитувани во кој живееме. Меѓутоа, не се свесни таквите дека одат по ваков мост. Кој од нас би одел по таков мост? Еве, има некои сајли, има некои жици, но погледнете колку е растојанието од едно скалело до друго. И несигурно е. Но, на жалост, овој свет оди по едно такво скалило. Кои се последиците ако одиме по такво скалило? Морален и етички пат на сите вредности. Нема почитувани вистински живот, вистинска слобода без закон. Овие браници, овој браник на автопат, на мостови, спасили милиони луѓе. На патот Скопје-Велес, знаете, по стариот пат има многу браници, зашто има многу кривини. И еден пријател, го познаваме, вели само ова ме спаси, да не одам долу во провалија. А доле може 50 метра. Знаете вара кај тече. Значи, мора да постојат рамки, мора да постојат некои правила. Не може да живееме без правила. Замислете да нема семафори. Раскрсница, милионски град. Стотици автомобили одат лево и десно. Но има семафор. На жалост, понекогаш ние, како возачи, ги не почитуваме тие семафори, тие правила и затоа има смртни последици. Без објективно мерило, едноставно остануваат само субјективни ставови. Мора да постои метар ако сакаме да дознаеме должината на ова просторија. Иначе ние самите, ако си одредуваме, секој ќе биде во право. Јас може да кажам 12 метри, може некој од вас 15 метри, секој е во право. Но кога ќе го земе метрото, кој е тогаш во право? Метарот е во право. Тоа вели толку е и сите наши предпоставки паѓаат во вода. Но ѓаволот е многу итар и многу мудар. Тој ќе направи лажно мерило. Тој ќе направи лажен метар и ќе мислиме дека е вистинскиот. Божиот противник, знаете што вели? Да го поништи, да го поремети Божиот поредок. И така луѓето да изгубат довербата во Бога. Дали сте виделе некој да го псуе ѓаволот? Ја не сум слушнал. Сите го псујат Бога, ако нешто не е добро во нивниот живот. Погрешна слобода на сметка на односите. Тоа е дело на ѓаволот, почитувани. Кога паднал човекот во грев, тогаш ѓаволот му понудил на Адам и на Ева лажна слобода. Да ги прекине односите со Бога, а Бог повторно дошол таа ноќ и да има тоа рандеву, таа средба со своите деца, со Адам и Ева. Каде биле Адам и Ева? Каде? Таму сокриени во грамушките, бидејќи гревот ги одвоил. Гревот го одвојува човекот од Бога. И затоа тука се прекинати односите. И природата стрепи, и природата се пореметила на жалост.
Bližnjите станале тугинци. Јас сум его, она его, само јас. А за Бога, ние сме се конзервирале, како ние сме во некое стаклено звоно, едноставно гревот не оттугива. Кои се последиците? Сме се одвоили од Бога, сме изгубили личната вредност, проблем во односите, загадување на околината, маки, болести, војни, смрт. И на крајот, без односи, исполнет со љубов, животот станува хаотичен. И затоа сакам преку ова размислување, почитување, сите вие кои не гледате и слушате, да сватиме дека мора да постојат рамки, дека не може да живееме сами од себе и да си создаваме свој морал, односно свој правила. Тогаш сите ќе бидеме во право и на крајот никој нема да биде во право. Ако не земе некое мерило надвор од нас, бидејќи ние сме грешни, Божиот противник тоа добро го испланирал. Можно ли е Божиот противник најпрво, тоа е прашање, Божиот противник најпрво сака да го тргне Божиот добар ред на работите. Бог поставил ред во Вселената, поставил правила и закони. Но, еве, само ќе се допреме вечерва до 2 библиски пророштва, а вие ги знаете, но само ќе ве подсетам, кај што покушал да го промени Божиот закон. Во Данијел 7 глава вели, тој ќе хули на Севишниот. Знаете што значи хулам? Страшно нешто да хулиш на Бога. А тој ќе помислува да ги измени времињата и законите. Сега поради времето немаме време да го тоа објасниме како дошло, но дошло. И затоа денеска се слави погрешен ден. Наместо 7-миот ден саботата, денеска на жалост се слави првиот ден во седмицата. Јован тоа го дополнува во Откровението. И направи сите мали и големи, богати и сиромашни, слободни робови, така натаму, вели да добијат ознака на раката или на челото. Да никој не може да купи нито да продаде, освен оној кој има ознака, името на зверот или на неговото име. Знаеме која личност се крие, која институција стои позади ова што Јован го кажува. Божиот ред е полн со љубов, почитувани. Таа љубов е наменета за тебе и за мене, но ѓаволот дошол и ја на жалост пореметил. Односите денес се пореметени помеѓу луѓето и Бога. Бог не сака беззаконие ниту притисок на совеста. Тој не сака и не присилува, него тој не сака и ни посакува среќа. Зато ни ги дал заповедите. Еве ќе поминеме накратко низ тие 10 свети Божи заповеди. Првата заповед знаеме како гласи и запишана е во втора книга Мојсеева, во 20 глава вели: Јас сум Господ твој Бог. Јас сум, немој да имаш други богови. Мојсей ги добил тие свети Божи пораки. Самиот Бог ги запечатал со својот прст, ги пишувал. И сега може да ги читаме заедно. Понатаму вели да немаш други богови, да не правиш режан лик, да не го изговараш името напразно, да го помниме, да го држиме. Оној ден кој носи благослов, оној кој има печат од Бога, печат на одобрување. Тоа е саботата. Понатаму да имаме добар однос кон родителите. Да не убиваме, да не правиме прелюба, да не крадиме, да не сведочиме лажно, да не посакуваме туѓо и така натаму. Бог самиот ги дал, почитувани. Но ќе се најдат сега учители, ќе дојдат филозофи, ќе речат Исус ги укинал, Исус ги исполнил и денеска ние не сме обврзани. Но еве што кажа Исус пред да ја напушти нашата планета. Не мислите дека дојдов да го поништам, да ги поништам законот и пророците. Не дојдов да ги поништам, туку да ги исполнам, да ги освежам. Знаете на компјутерот она за освежување, како се вика? Да, обновување, да се освежи, зашто овој закон бил обременет. Знаете, евреите имале 365 закони, за секој ден ново законче. Ако кокошката снесе јајце во сабота, не смеш да ја јадиш, а може да ги продаш јајцата. Бизнис. Гледате евреите какви закони донеле, што биле спротивно на Божите принципи. И затоа Исус дошол да ги освежи. Вели, зашто вистина ви велам, додека не поминат небото и земјата, нито најмала буква, нито цртичка во еврејскиот јазик, значи цртичка, запирка, не ќе ја снема од закон додека не се збиднесе. И ако кој наруши, меѓутоа пише во последната книга на Откровението дека никој не сме да додаде, ниту да одземе. Ќе биде најмал наречен. Всушност нема ни да се најде во небесното царство. Ако ме љубите, Исус вели,
ќе ги пазите моите заповеди. Овде Исус зборува го прашале која е најголемата заповед. Знаете Исус како одговара? Кога сака да го фатат во тесно, но тие се фателе самите во тесно. Исус вели љуби го Бога и љуби го ближниот. Сушност, законот на љубовта, почитувани, има три агли. Љубов кон Бога, секако ние треба се сакаме, се почитуваме, и љубов кон ближните. Но тоа е така поврзано. Едно без друго не може. И затоа Божиот закон нас не обединува. Тој не спојува човек со човек, но и нас со Бога. Тоа е законот на љубовта. Љуби го Господа, својот Бог, со сето своје срце, со сета своја душа и со сите своји мисли. Наистина, целокупно Бог бара тројството што ние го носиме во себе, дух, душа и тело, да биде целосно посветено на Бога. Не делумно или половично. Исус бара целосно да му се посветиме на Господа. Повторно во Матеј, ако читате, ќе видите Исус каков однос имал кон законот. Никош не го негирал, туку го потврдувал. И духот на законот ги опишува меѓусебните односи полни со љубов едни кон други. Понекогаш ние се држиме слово на закон, знаете, добро е, но понекогаш држејќи се за тие букви го губиме духот, го губиме смисол, го губиме човекот, пријателот. Не се работи за слово на законот, туку станува збор за природата на тој закон. Како тој закон ние го држиме во нашиот живот? Повторно, Исус има добар однос во Матеј 5:17 и 18. Како и да е, Исус за време на овие 33,5 години живел според карактерот на законот. И затоа често пати го фаќале Исуса, што би рекли, на кривина, мислејќи дека Исус го крши законот кога во сабота лечел, кога во сабота овцата е спасувал евреинот, но човекот не го спасувал. Ако требало да се однесе на лекар, тие рекле, не, во сабота не одеме повеќе од 900 чекори. Тој грев, а никаде не пишува. Исус сакал да живее во склоп со карактерот на тој закон. И затоа ќе му каже на оној кој лежал таму во бањата, витезда, стани, пријателе, земи го одарот, земи постелката и си оди. Тој не понел кауч со себе, што понел? Наметка, рогозина. Знаете како во старо време на што се постиле? Како вие кога одите на одмор, таму на песокот нема кауч да донесете. И Исус му вели, сакаш да бидеш здрав? Сакам, но нема кој да ме потурне во бањата, бидејќи се верувало дека ангел доаѓал рано наутро, ќе замати водата и кој прв ќе влезе во водата ќе биде здрав. Ново јаден со години, 38 години бил болен. Бог го сака овој свет и сака секој да живее во хармонија и љубов. Тој словото на законот го исполнил со духот на Божјата љубов. Која е улогата на Божиот закон? Јаков ни ја кажува следнава дефиниција. Зошто кој го слуша словото, а не го извршува, сличен е на човек кој го наблюдува своето природно лице во огледало. Ке се погледне и ке си замени и веднаш заборава каков бил. Дали ние сме такви? Кога стануваме наутро, каде одиме првен? Тоалет, потреби и пред огледало. Косата ни станала како замотана, искривена. Но сакаме се дотераме така. Дали и излегуваме напазра такви какви што сме станали од кревет? Секако дека не. Но може некој си заминува, јако вели. А кој ќе се загледа во совршениот закон на слободата и остане во него, не како заборавен слушател, туку како вистински извршител, тој ќе биде блажен. А зборот блажен во коренот на еврејското размислување значи среќен. Тој ќе биде среќен во својата дејност. Почитувани, не само да читаме, но тоа треба да биде значи и дел од нашиот секојдневен живот. Еве пример со огледало. Малце спомнав пред малце за огледалото. Бесмислено е ако ние се гледаме и огледалото вели да, томе тука си валкан. И јас за инат ќе го скршам огледалото. На кого сум напака остел? На огледалото или на себе? На себе. Бесмислено е ако го скршам огледалото. Ја и понатаму ќе видам валкан. А огледалото вели тука си валкан и оди на чешма, оди земи вода, измий се, дотерај се. Така и со Божиот закон, почитувани. Тоа е мртво слово на хартија. Нема мог закон да не спаси, но тој закон ни укажува на нашата внатрешност, не на дворешност, на нашата внатрешност, дека ни е потребен спасител. Законот укажува на последиците.
Огледалото ти покажува на последиците ако си работил во рудник или тамо на поле, jednostavno si se izvalkal. Той ти ukажува на последиците на то што си работил. Во духовен смисъл ukажува на нашата прекината врска со Бога. Законот не спасува. Спасението е можно единствено преку нашиот Спасител Исус Христос. Понатаму, така законот ни беше наш воспитач до Христа, за да се оправдаме преку верата. Во грчкиот јазик на размислување и пишување, овој воспитач, старите грци кои биле побогати, децата не ги пуштале на училиште, туку дома ги воспитувале. Имале посебни педагози, педагог, значи учител кој го учил детето, го учил. И сега има американски такви училишта, дома ги учат родителите и потоа полагат тамо на државен, одат и ги испитуваат. Меѓутоа, овде Павле сака да прави една паралела, една споредба со законот и со тој воспитувач. Вели, законот ни беше воспитувач до Христа, за да се оправдаме преку верата. Значи, сите тие луѓе кои гледале во закон дека се грешни, ги упатува кон Христа кој единствено има мог да не опере, да не очисти. А сега вели дојде верата и ние не сме повеќе под воспитувачот. Зашто сите сте Божи синови преку верата во Христа. Законот води почитување кон Христа. Или тој воспитувач ќе го земе детето за рака и го носи во школа и го враќа. Значи има своја функција. Законот има своја функција. И ние не го негираме. Тој е тука поред нас. Законот е како компас. Законот не ти компасот не ти изборува ништо. Но ако ја пратиш стрелката, каде те упатува на север, нема да луташ. Без грижа можеш да бидеш и во најголемите темни облаци или магли кои ќе се појават во планината кај што се движиш. Ако го следиме компасот, ако го следиме законот, тој ќе не однесе до Христа. Заповедите го опишуваат Божиот карактер. Ајде да парефразирано ги прочитаме овие 10 Божи заповеди од Ернест Ланге. Еве што кажал, како тој ги замислува. Јас, големиот семоќен Бог, сакам да бидам твој помошник. Држи се за мене и ќе бидеш слободен. Не треба од ништо да се плашиш. Понатаму, јас сакам да бидам твој учител. Држи се за моите зборови, тие се вистина. Третата заповед. Јас сум целосно доброволно твој пријател. Гледате, доброволно. Бог не се наметнува. Бог не плаши со рогови, па мора да го следиме. Бог вели, држи се за мене. Твојата молитва не е взалудна. Не можеш да ме присилуваш да ти помогнам. Јас сакам да бидам твој советник. Држи се за мене и твојот живот ќе биде исполнет. Не мораш да се мачиш до смрт. Јас сакам да бидам твој татко на небото. Можеш слободно да се потпреш на мојата љубов и да уживаш во мојата слобода. Јас сакам да бидам твој заштитник. Ти можеш да помогнеш на твоите ближни. Немој да ги третираш другите луѓе како своји конкурентни. Гледате што убаво е напишено, како овој човек ги парафразира и ги проширува овие 10 свети правила. Јас сакам да бидам твој спонзор на твојата среќа. Чекај на луѓе што јас ќе ти ги испратам да исполнат твојата среќа. Немој да се растргнуваш во потрага за среќа. Јас сакам да се грижам за твоите потреби. Ти можеш да си дозволиш не само да примаш, туку и да даваш. И уште две, јас имам доверба во тебе. И ти можеш да подариш и да уживаш и да укажеш доверба кон другите. И на крајот, јас ти подарувам добри дарови. И ти можеш да им правиш добро на другите. Почитувани, овие 10 свети правила, Исус, Бог, ги ставил на овие две камени плочи. Првите 4 заповеди го регулираат нашиот однос кон Бога. Твојот и мојот однос кон Бога. И затоа првата заповед вели, немој да имаш други богови, а останатите 6 односот кон ближните. Гледате како Бог тие 10 едноставни реченици ги спакувал во тие 10 заповеди, да го регулираат односот мој кон Бога и мој кон тебе, односно кон ближните. Наистина, 10 зборови на Божјата љубов. Рековме, тука се открива и Божјиот карактер. Ако речеме дека немаме грев, се измамуваме самите себе. И вистината не е во нас. Тоа го вели Јован. Ако ги исповедаме своите гревови,
Той е верен и праведен да не ги прости и да не очисти от всекоя неправда. Исус е той, почитувани, кој ги принел нашите греови, твоите и моите, таму на Голготскиот крст. Немало рака која ќе го фати, ќе фати раката на римскиот двојник, кој требало да го зарие, шајката да ја зарие во рацете или во телото на Исуса Христа. Кога Аврам, вие кои сте читали Библијата, знаете, таму многу илјадници години пред овој настан, кога Аврам бил повикан да го жртвува својот син, и кога се било готово, и кога Аврам ја кренал својата рака, десна рака ја кренал со левата, го држи момчето, тогаш се јавила раката Господова. Но на Голготскиот крст немало рака, кој ќе ги спречи римските војници да ги заријат, да ги заковат шајките во телото на Исуса Христа. И затоа денеска Исус е наш пријател. Затоа денеска Исус бара од нас да бидеме одговорни за своето однесување. Тој е подготвен да не прегрне, да не поведе. Јован вели, никој не е свет, сите имаме слабости, но да дојдеме кај Спасителот кој може да не очисти, зашто толку Бог го сакаше светот, или го возлюби светот, што го даде својот единороден син. И секој кој ќе поверува, значи секој доброволно кој ќе се стави под сенката на Исуса Христа, нема да загине, вели текстот, туку ќе добие вечен живот. Почитувани, законот е врата, тунел. Да ја поминеш планината, мора низ тунелот да поминеш. Гледате уметниците како тоа го замислиле. Значи, срцето Божие, Божиот закон, тие правила, ќе останете во мојата љубов, ако ги запазите моите заповеди. Не пишува овде, ако слушнете само за нив, да ги запазиме, да се трудиме, како што јас ги запазив заповедите на мојот татко и остановам во неговата љубов. А уште некоја минута и ќе одиме при крај, но би сакал само да кажеме дека една од важните улоги на Божите заповеди е да не ги открие нашите греови, нашите слабости и да не насочи кон Спасителот. И затоа вечерва, почитувани, сите нас овде и сите вие кои не гледате и слушате, Исус не повикува да го прифатиме неговото пријателство. Може сме имале многу пријатели па не изневериле, свртеле грб или заминале на далечен пат, може починале и сега не се поред нас и чувствуваме празнина, но Исус е 24 часа постојно со нас. И сосема на крај, сакам да завршам со еден вистински настан. Се случил во Америка. Ова е типично селско-американско училиште. Биг Џон. Тоа е момчето, биг значи голем, но јас го така крсти, бидејќи навистина ќе биде големо, кога ќе слушнеме приказната вистината. Џон е момче од едно селско училиште. Всушност, тоа училиште работело само зимно време. Зашто летно време децата помагале на родителите во земјоделските активности. Едноставно, во тоа училиште доаѓале разни учители кои биле праќени од просветата на Америка да таму ги учат тие селски дечиња. И така, едноставно, требало да дојде нов учител во тоа училиште. Ова момче, Биг Џон, се разликувало од останатите деца. Бил крупен, појак, посилен и затоа не му се плашиле, меѓутоа го почитувале во разредот, во класот каде што учел. Тоа момче веќе 3 учители променил. Децата со нетрпение го чекале новиот учител кој ќе дојде во нивното училиште. И кога дошол денот да се појави учителот, тој дошол со кочија, влечена со коњ. Името му било Примбле. Некако смешно име, Примбле. Не може дури да го изговарат дечињата. Тој слегнал од кочијата, изгледал прилично смешно. Името му било, како што рековме, и малку чудно. Имал црн шешир на главата, носел панталони со линии, со штрафи, со линии, значи бело-црно, имал карирано палто, црни чевли со бели линии около. Бил малце смешен, чуден. И децата едноставно со нетрпение го чекале. Дошле дури родителите да видат кој е тој новиот учител и да дадат проценка, дали ќе биде добар или лош. Но носел и чадор. Било жешко 40 степени во сенка. Човекот си чувал главата, здравјето.
И затоа школскиот двор бил полно со деца и нивните родители да видат што и како ќе изгледа новиот учител. Дошол првиот ден училишен. Точно на време звончето звонело, влегле децата внатре, тука бил и Биг Џон. Тој ги ставил своите нозе малце на масата, седнал на своето столче, тамо некаде на крајот од училницата. И останатите деца си ги зазеле своите места. Потоа влегол учителот Примбле. Сите замолкнале. Тишина. Седнал, ја ставил ташната на масата, седнал на столот и после некоја минута им рекол: драги дечиња, мора да се договориме на почетокот нешто. Ми се чини дека вие во последно време сте имале доста проблеми со своите учители. Може би не биле најдобри тие кон вас, но сакам, драги дечиња, на почетокот да воспоставиме некои правила. Како ќе живееме, како ќе работиме, како ќе се однесуваме во нашиот клас. Јас нема да ви поставам правила. Сакам вие да ги кажете, а јас ги напишам овде на таблава. И почнале децата да се јавуваат, а Примбле ги пишувал на таблата. Некој рекол дека без правила, вели, не може да живееме. Без правила не може ниту игра да си направиме, да си играме. И затоа ве молам, предложите правила. А Биг Џон тамо во кјошот климнувал со главата, одобрувал дека треба правила. И така се јавило некој дете, рекол: не треба да задоцнуваме на часовите. Џим климнал со главата. Така треба. И професорот, односно учителот, ги запишал. Да нема тепање повеќе, да не плукаме по подот. Биг Џон рекол: да не крадеме. Не треба да крадеме. Во ред, рекол Примбле. Меѓутоа, кога табата скоро била веќе полна со разни предлози, учителот рекол: што ќе ни се правила ако нема казни? Значи мора, ако некој ги прекрши таквите правила, да има и казна. И сега почнале повторно децата на правилата кои биле напишени од позади да има и казни. И еве како рекле. Во ред, ќе ги напишеме сега и правилата, односно казните, ако некој ги прекрши овие правила. За задоцнување 4 ударци со ленир по прстите. Знаете како учителите во наше време удараа. За тепање 1 седмица без пауза ќе биде тепан. За кражба 15 ударци со каиш, со ременот по гол грб. И се сложили, кренели раце, било изгласано тоа и школската година почнала. После само 5 седмици, 5 недели, се случило нешто необично. Доаѓа Биг Џон. А кој беше Биг Џон? Големото момче, сеќавате. Тој вели: наставниче, некој ми ја украл ужината, појадокот ми го украл. А учителот рекол: веднаш да му ја вратите ужинката на Џон. Тишина во класот. Никој не зборувал. Ве молам, ако некој му е зел ужинката на Џон, да му ја врати. Нема да работиме понатаму, нема да предавам додека не откриеме кој му ја зел ужинката. Поминало 5 минути, 6 минути, 10 минути. А потоа, тамо на другата страна од училницата, малиот Тим ја ставил својата глава на масата и почнал да плаче. Неговиот татко умрел пред 1 година. Тим, што се случува? Рекол учителот. Дали Тимо ја зема ужинката на Биг Џон? Тој климнал со главата дека ја зел. Тој врати му ја, те молам, врати му ја ужинката. Тим почнал погласно да плаче. После известно време тој кажал: јас не можам да му ја вратам, бидејќи бев толку гладен што ја изедов. Сега сите во класот знаеле што го следува малиот Тим. Што го следува? 15 со ременот ударци по гол грб.
Дойди тим напред. Соблечи ја мајцата. Тим дошол на првата маса кај наставникот, ја соблекол мајцата. Кога учителот го видел, му се слошило. Колку детето било мршаво, неисхрането. Наведни се преку масата, рекол учителот. Го извадил каишот и сакал да замавне, да го удри детето. А внатре тишина. Отеднаш таму се јавува Биг Џон, оној големиот Џон, иако и тоа било дете. Учителе, дали некој друг може да ја прими казната наместо Тим? Јас сакам да ја добијам казната наместо него. Ако класот одлучи така, јас сум подготвен. Дали се слагате, рекол учителот. Сите кренали рака да големиот, да Биг Џон дојде и да ги прими ударците. Се приближил, а Тим се уште бил наведнат, полунаведнат на клупата и гол грб. Тим ја соблекол мајцата, Биг Џон ја соблекол мајцата и се наведнал над малиот Тим, бидејќи бил голем и така се наведнал. И учителот изударал 15 ударци по грбот на Биг Џон. После примената казна, Биг Џон се исправил. Неговиот грб бил со црвени линии и напукната кожа, капки крв на неколку места на неговиот грб. Крварел. Тим не знал што се случува, како да бил во безсознание. Малиот Тим бил наведнат. Ништо не гледал што се случува, само ги слушал ударците на учителот. Потоа, кога завршила целата сцена, Биг Џон се исправил и малиот Тим се свртил и му рекол, Џон, секојаш ке те сакам. Почнали да плачат. Сите деца почнали да плачат, бидејќи големиот Биг Џон ја примил казната наместо малиот Тим. Почитувани, некој друг Биг Џон, Биг Исус, големиот Исус, тој ја стави својата рака. Тој го стави своето тело да ги прими тие камшиски ударци наместо тебе и мене. Исус затоа сака вечерва да биде твој пријател, а ние да бидеме одговорни за своето однесување, бидејќи така е и нашата тема. Однесувањето да не биде одговорно. Исус видливо ја покажал својата љубов кон тебе и кон мене. Тој легнал на тој крст, а тој крст бил наменат за тебе и за мене, но Исус, како Биг Исус, како голем Бог, како голем цар, како голем наш спасител, легнал лично за тебе и за мене. Платена е сметката. Замислите, одите во ресторан, правите голема сметка и таму тој ти вели на крајот на рецепција, Господине, се е платено, повелете среќен вид пат, среќен ден да имате. Исус платил се. Исус се платил за нас. Тој не повикува да го следиме. Дали сме подготвени, почитувани, да го следиме Исуса? Дали сакаме да му бидеме послушни од љубов? Моја желба и молитва е да навистина Господ не благослови, да ни помогне и да бидеме одговорни во нашиот живот. Амин.